Почитувани, добро вечер. Вечерва во емисијата Став гостува извршниот директор на Националниот ромски центар Ашмет Елезовски. Господин Елезовски, добро вечер и добре дојдовте во студиото на Телевизија Плюс. Добро вечер, пред се ви благодарам за честа, бијќи на денешниот ден и ден кој е за одбележување, ден за респект кон ромската нација во низ целиот свет, интернационален ден на ромите, а воедно ми е драго бидејќи со тоа докажуваме и вие и моето присуство тука дека Кумано било и останува град на соживот и на благосостојба на сите граѓани. Најмногу коментирана тема изминативе денови секако е пописот. Резултатите од пописот во Куманово покажаа дека 2795 граѓани се изјасниле како роми, на ниво на државата 2,53% од вкупното резидентно население. Се согласувате ли со овие податоци, резултати од пописот или имате одредени забелешки во однос на спроведениот попис минатата година? Јас би сакал само накратко да кажам дека први, можеби многу луѓе не сватија дека попис е една статистичка активност и процес кој бара вклучување на луѓе кои се бават со оваа работа, биќе тоа не е приши-бриши, туку тоа е податок кој е потребен за државата, за да согледаме во каква состојба сме, колку имаме млади, колку имаме новородени, колку имаме постари, какви се условите за живот, субстандардни, за да може државата во наредниот период да се подготви стратегиски кои средства ќе бидат потребни, кои урбанистички планови, комунални проекти од важност за развојот на државата. Сепак има еден процес кој како дефиниција кон пописот не се пристапи, туку се пристапи да се направи, да се спроведе пописот по секој начин. Јас од моја страна можам да кажам, честитам сепак за спроведениот попис, под многу лоши околности се спроведе, се заврши, но меѓутоа секако има пропусти, но не сум соодветен да навлегувам во начинот на пресметувањето, но можам да кажам од податоците кои ние ги имавме од претходно и да кажеме од пропаднатиот попис кога имавме член во комисијата за спроведување на пописот, во тој период без оглед која партија го требаше да го спроведе, да го заврши, ние имавме неофицијално 2 дена или 3 дена пред завршување на пописот некаде над 80.000 роми во Македонија. Што сега, а за Куманово бројката никогаш не беше помало од 6.000 роми. Дури стигнуваше, според пописите кои одеа надале, стигнуваше и до бројка над 11.000 роми во Куманово. Но меѓутоа како и да е, не се стигнало, не биле тука, мигрираат луѓето, мигрираме сите, но едно да ви кажам, јас не би сакал некој да ме свати дека јас треба да зборам сега како ром, мислам. Јас зборам како граѓанин, јас зборам како македонец, јас живеам тука. Така да, мини ми е најважно, за да заокружам на пописот, и јас, и сите останати, без разлика на пол, вера и национална припадност, да уживаме еднакви права. Пописот, всушност, направи некоја дебата која всушност може и би е направена за да ги тргне граѓаните од мислењето за тешката економска ситуација и за неки други прашања. Јас толку би кажал за пописот, не сакам ни да кажам да навлезам подлабоко, ниту да кажам го признавам, не го признавам. Мислам дека сепак за тоа си постојат одредени институции, надлежни органи кои треба да проценат зошто ова сето така биднало.
Според вас, како ковид пандемијата се одрази врз здравјето на ромската етничка заедница? Дали оваа заедница имаше и има еднаков пристап до здравствените услуги и до здравствената заштита како и останатите етнички заедници, и што со оние граѓани кои што нема документ за лична идентификација? Знаеме дека има донесен закон за лица без регулиран граѓански статус, но дали овој закон се спроведува во пракса? Вака, што се однесува први за пандемијата, горцум што имавме една мрежа на солидна соработка, Националниот ромски центар, Црвениот крст на подашната од Куманово, Банката за храна, значи Фондацијата Отворено општество од Скопје и секако општината, кризниот штаб, како и сите здравствени структури на јавно здравје зборам, како и на општата болница, поаѓајќи од директорката, инфективното одделение, социјалниот работник таму, и пред се морам да напоменам дека сепак за пандемијата мораше и треба да се вреднува и понатаму залагањето на целиот медицински персонал од инфективно одделение, поаѓајќи од началничката, значи, таму, па до сите доктори, значи Жана, доктор Азис, па и помладите, а од помладите би го споменал Даниел, кој навистина сега е на специализација, значи луѓе кои и со сестрите, луѓе кои успеале за еден голем град, на 100.000 граѓани, да донесат една ситуација да се справат со тој така непредвидив вирус кој, да не навлегуваме подлабоко, ни беше донесен или не знам како што, но меѓутоа увозен, како и да е, да ви кажам искрено, јас бев еден од пациентите. И да ви кажам, еве ова е мое, не можам по никакви зборови, можам само да кажам дека ова е после тоа преминување, значи поминување на тие тешки моменти од месец и пол во сместување на инфективното одделение во Куманово, и благодарение на докторите и началничката кои не дозволија да ме однесат во Скопје, бидејќи бев навистина во тешка ситуација, јас го живеам вториот живот. Ама не само јас. Мислам дека и многу наши други сограѓани успешно се справија, па дури имаше, за ваше информирање, имаше и пациенти од другите градови кои не контактираа и сакаат да се прегледат во Кумановската болница, бидејќи на некаков начин нашите лекари и медицински персонал влегува во тајните, јас зборам така, во тајните на оваа многу лош вирус, навистина како навремено да се превентира и да имаме што помалку луѓе кои нема да можат да го пребродат. Секако имаше и случаи каде немаше помош, морам да бидам реален, имаше и мои блиски кои отидоа бидејќи едноставно ненавремено одење на лекар, ненавремено преземени превентивни работи и непочитувањето на мерките кои беа насочени доведе до тоа. Но сепак, генерално, во тој период сакам уште еднаш да посочам дека сите овие што ги посочив, значи што бевме, биќе останатите некако беа уплашени, ние, значи, едноставно влеговме во ризик. Бијќи сите луѓе кои се трудеа да помогнат колку што можат, што превентивно со здравствени препарати, што со хигиенски, со прехранбени артикли, мислам, или пак со возење, пренесување на пациентите до Скопје, побарување и во другите институции како и во Штип. Значи, се за тоа е процес кој јас би сакал да кажам да не ни се повтори и би посакал ова пандемија некако да не биде еден добар показател дека се е можно во денешниот живот. Така да треба да бидеме многу посериозни,
во очувањето на нашето здравје, бидејќи треба да продолжиме да живееме, а од друга страна треба да бидеме и совесни кон грижата за своето здравје, а и здравјето на нашите најблиски и пријателите и соработниците на работа. Во врска со еднаквиот пристап кон здравствените услуги заштита? Во врска со пристапот морам да кажам дека не забележавме и не регистриравме дека некој пациент дури и што немале документи бил вратен и не му беше дадена основна примарна заштита, како од матичните лекари, така и од службите во болницата и одделенијата, но што се однесува до одредени други институции кои ја сносе одговорноста се тоа да го спроведат и да го применат, всушност наидува на поголеми проблеми. Така да законот кој беше донесен за евиденција и упис во матична книга на така наречените лица без документи или бездомници, не можеме да кажеме дека е ефективен од проста причина што тоа е само еден обичен евидентен лист на хартија, не им ги дава една по правата на сите, така да лицата треба да поминат 5 години за да можат да ги уживаат правата, што е еден вид на дискредитација и дискриминација. Затоа и во разговорите, размината на информацијата со меѓународни експерти, како и со Народниот правобранител, сега во процедура е, и како и со Министерството за правда, во процедура е нов предлог и закон со дополнување и измена и се надеваме доколку тој помине во комисијата во парламентот и стигне до собранието за гласање, се надеваме тогаш ќе може матичната служба да го спроведува поефикасно и тогаш можеме да бидеме еднакви, бидејќи законот за државјанство кој беше усвоен е многу е донесен на брзина и всушност тука не се направи некои премногу строги критериуми, така да има лица кои до денес не го познаваат најдобро јазикот, а и не ја познаваат најдобро историјата на Македонија, така да ќе се здобие со државјанство, ворете, треба луѓето кои живеат во Македонија сакаат да ги уживаат благодетите на земјата и нормално да бидат македонци. Ковид-пандемијата резултираше и со економска криза, ценовен скок, енергетска криза. Владата во меѓувреме донесе сет економски мерки за справување со кризата, меѓу нив парична помош за домаќинства и енергетски додаток за корисниците на социјална заштита. Како ромската етничка заедница се справува со економската и енергетската криза? Не само ромската, ќе кажам дека сите граѓани на Куманово многу тешко се справија. Имаше и таква наша евиденција, бидејќи Национален ромски центар е меѓу првите организации во Македонија која е регистрирана во регистарот за давање на бесплатна правна помош на граѓаните од повеќе категории. Така да од она што го регистриравме и во соработка со нашите адвокати кои се соработуваат, така и кои ги ангажирани беа, а и како и со нашите правници, регистриравме и одредени пропусти. Имаше лица кои всушност некој семејството е вработен, а добија помош, а имаше семејства без оглед на национална пример. Имаше семејства кои не работат и двајцата родители, а не беа во списокот за да добијат да користат помошта. Како и да е, но генерално до некаде се помогна со и економската мерка со средствата, финансиските средства, но меѓутоа има и случаеви кои за жал, морам да кажам, причинија една слабост, мислам, и имаше и луѓе кои почина, бидејќи пандемијата бараше соодветен третман со медикаменти кои не се многу ефтини, претежно се работи за
медикаменти кои се од природно потекло, значи медикаменти кои треба да го одржуваат виталноста на организмот, витамини, а од друга страна треба и континуитет на редовно јадење и тоа кај сите, а кај ромите некој ќе каже научени се ромите. Да ви кажам една интересна, само мала анализа. Ние разговаравме со три семејства кои се собирачи на сировини, на отпадни сировини. И тие во текот на пандемијата се движеа и одеа и собира и, да ви кажам, потоа примија вакцините, што требаше, но за среќа до денеска не беа заболени. Сега, дали е тоа некој отпорност што тие го развиле, бидејќи секојдневно се соочуваат со бактерии од различен карактер, барајќи ги сировините, но тоа е сепак некој закон на природата, ја би кажал. Сега тука кога кажувате економска мојова, имаше и еден пропуст кој, мислам, даде едни последици кај сиромашните граѓани. Доколку не носеа маска, ги начекува стручните служби на Министерството за внатрешни работи и им пишува казни кои беа високи и сега луѓето не знаат што како ќе ги подмират тие средства за неносење на маска, што навистина уште еден поголем товар е направен, но сепак за се има решение, зашто моите погледи, благодарение на постарите генерации, значи дека нема во животот ни еден проблем што не е решлив. Ја спомнате вакцината против COVID-19. Имаше ли интерес кај оваа заедница за имунизација против коронавирусот? Да, и тоа доста успешно. Ние, благодарение на соработката со Фундацијата Отворено општество и со Оделението за соработка со невладени организации од секторот на владата, всушност од владата на Македонија, добивме поддршка и работевме и кај ромската популација, значи некаде околу 2000 семејства фативме, паралелно со над 700 неромски, значи, загрозени семејства со превентивни препарати и со прехранбени. Тоа не беа, сега не можеме да кажеме дека тоа се некои огромни средства кои беа, но меѓутоа сепак за еден месец беа задоволителни за да можат и превентивно и едукативно да допринесат и да сватат дека вакцината треба да се прими. Еден податок за кој треба да го кажам, тоа е вистината. Имаше наши сограѓани кои ни се обраќаат, бидејќи канцеларијата наша е отворена за сите граѓани без оглед на вера, пол и националност. Така да се јавија и прашува секој се интересира како да направат, кои се мерките што им ги дававме упатствата и со вакциналниот оддел бевме секогаш во контакт и да ви кажеме дека и со комисијата, на Министерството за справување со ковид, претежно со господја Бухова и да ви кажам искрено бевме многу задоволни кога одредени наши сограѓани амплицира за работна виза во Германија да работат во Макдоналдс и откако им кажавме приметете пред да амплицираат, пред да добијат, тие сето тоа го спроведува, ги примија двете дози на вакцината и кога требаше да заменат и кога ни се јави од таму ни кажа ви благодариме да не беше вашето упатство да ги примиме вакцините, сега неке можевме да работиме како млади, а и понатаму размислуваме да створиме фамилија, да има свое семејство. Така да секогаш ни е задоволство кога ќе постигнеме резултати. Сега нормално некогаш и не можеме, сега животот е полн со неизвестности. Господине Лезовски, дали декадата на ромите според вас придонесе за подобрување на социоекономскиот статус на ромската етничка заедница и социјална инклузија? Околу декадата мислам дека
не мислам, туку можам со јако тврдење и мој став, и заклучок, и анализа што е направена, декада на ромите е само процес кој требаше да допринесе многу промени. Но меѓутоа декадата на ромите остана еден назив со кој многу луѓе успеа во своја лична корист да бидат добро позиционирани и да си добијат одредени благодети. Меѓутоа, генерално, декадата, ако збориме за Македонија, нема позитивни промени, не направи позитивни промени, единствено даде одреден мал допринос на полето на образование, додека на другите прашања, освен законот за легализација кој беше донесен во 2011, тоа е дури после 6 години од почнување на декадата, јас зборам од почетокот на декадата, да ви кажам, декада на ромите беше многу повеќе состаноци, одење од држава во држава, големи собири, големи говори, добри извештаи на хартија, ефекти никој не се наврати. Мониторингот, ако се направи, ќе се согледа дека од сите тие средства кои се потрошија за декадата, можеше, ако не повеќе, едно 20 до 50 згради да се направат за сиромашните категории на граѓани, зборам, во повеќето земји што се споредуваше, а во Македонија сигурен сум дека, ако не повеќе, 5 згради со 2 улаза и со сместување во тие згради по 20 на семејства, тоа би било една бројка можеби од 100 семејства да бидат обезбедени за цел живот со решено стамбено прашање. Декадата не поради тоа што декадата само го иницира, не, туку и поради тоа што тогашната власт, не навлегувам јас дали лево или десно, донесоа еден закон за легализација на домовите и ние тогаш како НРЦ бевме повикани да прифатиме, бичи немавме друга, едноставно бевме така насочени и од нас се бараше така, тоа да го земеме и да го протуркаме и да го работиме. И на ниво на Македонија, во повеќето градови, ние први почнавме со информирање, со анализа, потоа со ангажирање на куп на стручњаци, адвокати, и успешно легализиравме до денеска, бидејќи веќе додека ние водевме статистика, имавме 1350, меѓутоа после понатаму бројката се зголемуваше и сигурен сум дека сега има над можеби 3000 ромски семејства што имаат легализирано домови. Остана проблемот за нашиот град, ми е жал, остана проблемот со населото Средорек и со Бавчи. Сега останува волјата на општината, бидејќи со новиот закон кој треба да биде донесен за легализација на домовите и тоа да се реши, се надевам ќе се најде соодветно решение од структурите на општина Куманово, мислам и од советниците, а она што сакам да го кажам како позитивност и успех и на ангажирањето на целиот тим, заедно во соработка со фондацијата и со Хабитат, да легализирате на едно семејство негов дом, вие му давате надеж, му давате волја, а од друга му давате една стабилност, каква и да е, бидејќи секоја некоја кризна ситуација, доколку не може да обезбедат за одредени несакани ситуации, некоја тешка операција, да можат да побарат и помош од банките, бидејќи друго е кога имате документ дека е ваш домот, тогаш банката може да ви помогне, па да си го вратат долгот и со тоа автоматски, знаете, има она поговорката, сите ние сега живееме на рати, бичи зимаме кредити. Не можеме да бегаме од реалноста, така е, но меѓутоа да се надеваме, бичи надежта последна умира.
Го спомнавте претходно образованието. Евидентно е последниве години дека се поголем број роми завршуваат средно образование, високо, магистрираат, па дури и докторираат. Дали сте задоволен од вклученоста на ромската етничка заедница во образовниот процес, но следствено на тоа и кога станува збор за вработувањата? Има ли доволен број вработени во општината, државните институции, јавните предпријатија, здравствените установи? Па да ви кажам, ова прашање е болна точка за младите, зборам за целиот град за Куманово, затоа се повеќе и повеќе имаме, баш вчера беа презентирани и завчера во медиумите дека млади немаме толку во Куманово, за жал, ако збориме за Куманово. За другите градови некаде има зголемен процент. Што се однесува за ромите, и тука имаме една сериозна ситуација, но она што можам да го кажам е дека сепак сме задоволни бидејќи имаме плејада, имаме над 100 роми кои завршиле, сакам да кажам за нив, завршиле средно образование во последните 5 години. Од нив имаме студенти кои се на медицински факултет, на криминалистика, на педагошки, на правен факултет, но имаме и тука една информација, за жал има и деца кои до крајот имаш уште една година, но меѓутоа замина во странство, дали таму ќе го завршат, мислам, ќе го окружат своето образование, останува прашање, а од друг аспект ние имаме студенти на најповеќе во моментот на медицинскиот, фармацевтскиот и можам и ГОСУ да споменам дека сега брзо едно девојче од градска фамилија ромска дипломираше пред време, што е гордост за мене, и да ви кажам, и ќе ми биде задоволство ако и така и продолжи оваа војдина. Имаме и биохемиски инженери, имаме и сега уште едно дете што студира, така да сето тоа е се со заслуга, бидејќи ние иницииравме назад неколку години со фондацијата Отворено општество, ама и во тогашните политички активисти и лидери, сакам да кажам, и направивме и беше прифатено од владините структури, без оглед која политичка структура, и се формира буџет кој продолжува и понатаму во вид на стипендија, мотивирачка, и тоа оди за студентите, оди за средношколците процесот, и имаме на новото, но меѓутоа тоа беше пилот проект за прво и второ лење од минатата година, оваа година го нема, а позитивно е што Министерството за труд и социјала има образовен додаток сега за децата кои идат во школа и кои редовно ги примаат вакцините. Има еден друг пропуск кој за трето дете, новороденче, тука има игра со игра на лицата стручни кои се во службите и на нивно одлучување што е спротивно законот. Тие се го толкуваат законот како на ним им годи, така да бараат некои празнини или одредени причини за да можат луѓето, зборам за сите категории, дури да споменам дека имаше еден случај, одбија граѓани на Куманово, кој повеќе години си ги плаќаше и пензионере и се наоѓа во многу тешка, деликатна ситуација, прими социјална помош и за да ја продолжи неговата социјална помош за нега, нели? Му врачуваат решение дека му е подобрена ситуацијата, а човекот не се знае дали ќе може да дише, бидејќи дише со апарат. И сега од тоа што го видов, ја бев комплетно тој ден самиот себе си викам, каде е човечноста? Дали некој сваќа дека многу грешки треба некого на душа да носи? Дали има свест?
Одговорност, постои ли одговорност, бидејќи и за некое кратко време добивме повратна информација дека ќе му биде повторно ова вратено користењето, биќе со факти. Се што работиме, Национален европски центар, значи, тимот, а и останатите попратни колеги, значи, условите се такви, а што се однесува за лицата кои се сега дипломирани доктори, значи, и кои веќе отидоа на специализација, другите работат во аптеки, имаме една медицинска сестра вработена, другите 4 медицински сестри се уште нема место за нив за вработување, не знам од која причина. И она што сакам да го споменам околу вработување во институции, ние на прсти можеме да ги изброиме, кога збориме за Куманово. Куманово е мултиетнички град, имаме кадрови, не велам не, има и пропусти на одредени наши млади кои, ама тоа е нивно право. Може би се вработиле, но меѓутоа чувствуваат дека перспективата нема да биде задоволителна за нив и заменуваат во европските земји. Како и да е, право е на секого да живее таму каде што посакува и каде што мисли дека ќе обезбеди подобра сигурност и стабилност за своето семејство. Тоа е универзално право во светот. Сега, ние најголем процент на вработени во јавни институции имаме само во јавните предпријатија водовод и чистота и зелениво. Што се однесува за другите пример судските органи. Во судот ние имавме една чистачка едно време, но за жал почина, не е меѓу живите. Сега чистачка зборам. Иако имавме луѓе кои можеа соодветно да работат во стручните служби на судството. Имаме вработени во полицијата, имаме и кадар и се надеваме за блиско време некои од тие наши граѓани, роми, кои завршиле успешно криминалистика и магистрирале, можеби ќе бидат би требало по професионализам да бидат назначени за раководители. Но меѓутоа, ако се оди по нешто друго, тогаш ќе останеме на вработеност на луѓе кои со несоодветно образование или, како што се случи пред некој ден, каде во поштата имаме вработени кои воопшто не одат на работа, а примаат плата. Како и да е, тоа е појавата на секаде во цела Република Македонија, така да ќе треба една сериозна анализа и луѓето што ја водат државата, кои имаат одговорност, без оглед дали утре тие ќе останат или нема да останат, одговорноста останува или се наследува. Има една изјава. Мислам, една изјава која доколку родителот почине, вие наследувате земјата. Ова и земјата и куќата. Но меѓутоа ги наследувате и долговите спрема државата. Исто обврзани да ги платите. Сега, секој лице што ќе дојде на позиција председател или премиер или градоначалник, не може да каже предходната. Нас тоа не ни интересира граѓаните. Вие сте должни да ги следите работите. Мислам, тоа е абсурд. Тоа никаде во европските земји не постоеше, меѓутоа сега со овие превирања, за кои не сакам да зборувам, бидејќи се болни и всушност прават една ризичен живот за сите нас, бидејќи и ние бевме во една критична ситуација, меѓутоа некако ја поминавме, дури имавме проблеми и со вода за пиење и не знам што, но меѓутоа поминавме. Сега не знам, но меѓутоа треба да се мисли дека сите ние имаме потреба од помош за да продолжиме да живееме. Државата изработи нова национална стратегија за инклузија на ромите 2020-2030 година. Како ја оценувате оваа стратегија? Па стратегијата не можам да ја оценам, бидејќи се уште ја немам видено. Значи стратегијата е направена кога се почна со стратегија назад 4-5 години. Ние бевме вклучени, беше транспарентно, после тоа се изгуби се замина некаде, не знам, у некои
процедури или лавиринти, така да кажам, беше ветено дека за брзо време ќе биде ставена и поставена, таа изгласена, но меѓутоа како стратегија во хартија сигурно ќе е добра, со некои погледи, со некои побарувања, со некои нови ова, но меѓутоа многу е важно, ако нема буџет, тогаш и тоа пак ќе остане хартија како што беше и наназад неколку години за повеќето работи во државата. Мора посериозно да се зафатиме за работата и од друга страна да ви кажам не ова за нешто негативно, но не знам, се најде таква една ситуација што се најдов на площадот и седнав на нашата позната реклама надвор со еден пријател и да ви кажам од постарите наши кумановци, пример Џана, нашиот познат кошаркаш и многу други, јас немам време толку да седам, значи се видов со неколку наши постари кумановци, значи староседелци, бијќи и дедо ми тука е, и, значи јас сум староседелец, така да не ми е баш сеедно ако Куманово не се развива. Не ми е сеедно ако Куманово остане мртов град, ако го нема живост на децата, живост на младите и ако го немаме спортскиот дух, бијќи ние го изгубивме тоа, ние изгубивме секојдневен позитивна атмосфера и она што многуте градови на поранешна Југославија велеа, абе Куманово ако отидеш тоа е нешто не можеме да ви опишеме, немаме, ама имаме се, ама треба тоа да го спроведеме и да го одржуваме. Значи и хигиената, и здравјето, и да дадеме насоки во политиката, и соодветно менаџирање и трошење на парите и понатаму и така натаму. Националниот ромски центар е една од водечките организации во државата која се залага за унапредување и заштита на правата на ромите, што предвидува стратешкиот план 2021-2023 година. Па стратешкиот план останува пред се поради ситуацијата која не затече и поради ова економска голема светска криза не принуди нас приоритетите да ги прилагодиме спрема ситуацијата. Ќе се трудиме, ќе се надеваме, ќе дадеме наш допринос правата да бидат поблиску до граѓаните, да бидат еднакви, соодветни, буџетите да бидат транспарентно видливи и да бидат граѓаните да можат да ги добијат тие средства што им се гарантирани според законските регулативи и според уставот и да имаме еден мирен, стабилен живот со перспектива и живот со надеж. Тоа е стратегијата, кажано во кратки црти, и она што би сакал да укажам е дека ако нема транспарентно информирање, а за тоа се медиумите, се е во ред со и ние имаме портал кој е на ромски и на англиски, но меѓутоа доколку јавните локални медиуми и националните медиуми не информираат и се загушени со притисоци да се врши некоректно информирање, тоа се прави и на штета на целата држава. Националниот ромски центар поднесе иницијатива за отворање на советовалишен центар за жртвите од родово базирано и семено насилство до општина Куманово. Во меѓувреме објавен и јавен повик за ангажирање на психотерапевт кој би давал услуги, односно советувања на жените, децата кои што се жртви на семено насилство. Проектот е за жените и децата жртви на семено насилство од целиот североисточен регион. Кажете ни нешто повеќе околу овој советовалишен центар. Па идејата всушност е многу поодамна, но меѓутоа иницирана е од моите почитувани колешки од понежниот пол, од жените активистки. А пред се во овој момент тоа е од мрежата за борба против насилство со седиште во Скопје и поддржана од
Квина Квини организацијата, и на 12 во Занечискиот дом ќе имаме промотивен настан на кој ќе се обрати и претседателката на Советот на општина Куманово, и ќе се обратиме и ние што сме дел од тоа, и како од НРЦ, така и од Сдруженијето на жените мајка, господја Лидија, и се надевам дека ќе успееме, ако не повеќе, да го вратиме и да го покренеме прашањето на правото на жената и улогата во семејството, бидејќи во моментот ние сме сведоци на секојдневни многу нечовечки, нехумани релации во брачната заедница, а и надвор од брачната заедница, каде досега не беа најдени соодветни решенија, туку дури некои ситуации каде завршија многу лошо. Така да од тој аспект ние се надеваме, и доколку наидеме на особа која би действувала како психотерапеут, значи се работи за психолог кој би бил ангажиран од организацијата HERA, која се бави повеќе години со ова прашање, и со одредени дополнителни тренинзи за начинот пристапот на работа со овие лица. Се надеваме ќе дадеме, можеме, не да дадеме, ќе ги доближиме методите, светските методи на превентивно делување и во Македонија, бидејќи секогаш треба да се надградува знаењето. Токму таа причина, бидејќи само со тој начин, на таков пристап, можеме да очекуваме дека ќе дадеме допринос за промени на тешките ситуации во животот. Со вечерашнава емисија Телевизија Плюс се приклучи на одбележувањето на Светскиот ден на ромите 8 април како извршен директор на Националниот ромски центар. Кажете ни со какви активности годинава го одбележувате Светскиот ден на ромите и која би била вашата порака? Па вака, активностите започна многу символично низ целиот свет, почнувајќи како од Германија, каде е истакнат, направен еден музеј во Берлин, кој таму ние сме дел од Европскиот центар за култура, наречен ЕРИАК, потоа во Страсбург, каде секоја година се одбележува, бидејќи го имаме партнеријатот со, зборам на интернационално ниво, со парламентарната група на Советот на Европа, каде и Македонија е членка на ова, и со Европскиот парламент, каде јас сум и таму во делот за ромските прашања од интернационалната позиција, и сето тоа е на едно солидно ниво оваа година поради кризата, поради војната која ни се случи во Украина и големиот бран на мигрантите. Како и да е, ние се надеваме дека со текот на времето ова ќе биде навистина ефикасно, а за Куманово да заокружам дека почна од 6 настан кој беше организиран од една организација, потоа од Ручи Чакир вечерта, па утре има настан од Ромак и мислам вчера, утре имаат студентите, и со тоа генерално се заокружува ова манифестацијата. Јас можам да посакам само мир, благосостојба и добро за сите. Господине Елезовски, ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Добро. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.